а беше во организација на првата детска амбасада во Светот Меѓаши. Денес на таа тема зборувам со Данила Трајковска, психотерапевт и координатор на SOS телефонот за деца и млади во првата детска амбасада во Светот Меѓаши, и заедно со нас и Евдоган Камбери, младинец, поранешен штитеник на Домот за деца без родители 11 октомври, а сега веќе вработен во јавното предпријатие Градски паркинг. Добар ден и за вас, за да сте нагости во Портник. Добар ден и на вас, ви благодариме на поканата. Во понеделникот се одржа сајмот на кариера во организација на Меѓаши. Од она што можевме да го видиме и чуеме дека има добри резултати, навистина успешно помина овој сајм на кариера. Учествува голем број компании кои што имаа можност да се сретнат со младинците, кои беа заинтересирани, кои се заинтересирани секако за нивното понатамошно вработување на место кое што секако содейства со нивните квалитети кои што ги имаат. Како беше организиран на самиот почеток сајмот и како беше вашата внатрешна организација за тоа? Така, да. Значи, сајмот на кариера за децата од домовите без родители и родителска грижа, значи, е само веќе нешто што ги превршува активностите во правец на овој проект, значи од дом на свое. Пред овој сајм имаше предходеа други активности со цел да дојдеме до него, значи предходно имавме мапирање на потребите, значи од септември е започна целиот проект од дом на свое како партнерска организација на Open Media Group, значи ова е регионален проект кој што е поддржан од Европската комисија и е во соработка со невладени организации во Србија и Словенија. Значи, првенствено имавме период каде што ги мапиравме потребите на целната група, значи на овие младинци, да видиме до кај се, што се и во кој правец да се насочиме потоа. Имавме дел каде што бевме посветени на медиумска кампања со гласноговорник Весна Петрушевска, која што ги мотивираше, ги охрабруваше работодавците да ги отворат своите врати за овие деца и младинци, и секако потоа следува обуки врз основа на потребите кои што беа увидени. Значи, предходната недела одржавме обуки во Домот 11 октомври, во SOS детско село и на делот младинците кои што веќе се излезени од овие установи, а имаат потешкоти во наоѓањето на работа. Значи, имавме обуки како полесно да најдат работа, како да напишат CV, мотивационо писмо и секако најзначајното за оваа целна група поттикнување на самодовербата и вербата во себе, за да може да цврсто да зачекорат напред кон барањето на работа. Тоа беше дел од работилниците кои што се да проведува и кои што се организира по повод овој сајм на кариера. И да е еден добар пример на тоа дека упорноста се исплати, односно дека младинците кои што бараат свое вработување и кои што веќе ќе се вработат, навистина знаат да бидат добри работници, да бидат одговорни и да бидат вистински професионалци. Да, секако тоа е примерот не само со мене, туку има и други примероци кои се како деца без родители, вработени и успешни во нивната работа и се спроведуваат работата онака како што барат работодавците. Примерот е исто така со мене, јавното предпријатие Градски паркинг тоа го направи со одлука на директорот кога се формира фирмата, предпријатието, да вработи 10 души како деца без родители, само по тој основ. Тоа се случи на секоја година, по двајца вработуваат како деца без родители. Истото тоа може да го направат и другите фирми, компании кои што се заинтересирани истото да го направат како што го направи и ова предпријатие. Децата од домот се вредни, одговорни, примерни и одговараат на нивните барања кои што ги бараат работодавците. Кога се случи вашето вработување во време трењето, односно до денес, колку сте задоволни од вашата работа? Јас сум вработен од 2006 и секако јас сум задоволен, презадоволен и од соработката со колегите, и од предпријатието, и од директорот и нормално и они се задоволни. Ајде малку околу впечатоците за сајмот на кариера, односно тој однос на компаниите и младинците кои што има претпоставам заинтересираност за нивно вработување во одредена компанија. Кои беа нивните, да речеме, најчести прашања, односно оној интерес кој што го запишуваат во CV-то, по пример на оно што го учеа во работилниците,
Како изгледаше сето тоа? Така, па вака првенствено на самиот почеток, мора да бидеме искрени, се забележа веднаш нивниот страв од пристап. Значи, тоа секако потекнува од постојаното нивно искуство на осуда и дискриминација. Меѓутоа, тоа го немаше кај овие работодавци кои што беа тука и токму затоа беа одбрани одредена целна група на работодавци кои што ќе имаат и посебен пристап со нив за да ги охрабрат. Значи, они се подготвија теоретски, меѓутоа искуствено е сосема друго. Така да на самиот почеток требаше малце и ние да интервенираме за да ги охрабриме дека може да пристапат, дека ова е само вежба или секако тоа потоа ќе може да си го направат и директно во самите компании откако ќе воспостават контакти, иако и од самото ова произлегува веќе некои интереси и од едната и од другата страна. Значи, навистина имаше позитивен фидбек од двете страни, како од младинците, од домовите, исто така и од работодавците. Значи, само по неколку часа по сајмот кај нас се обрати еден од работодавците кој што беше на тој сајм за кариера и веднаш, значи, не информираше дека можеби за одредена личност која што му оставила посебен впечаток не е во неговата целна група како маркетинг агенција, меѓутоа се ангажирале кај своји пријатели, познаници, значи кај адвокат и кај механичарска работилница да ги препорачаат овие младинци. Значи, тоа е веќе и нешто навистина големо, поголемо од тоа што очекувавме. Значи, самите работодавци се заземаат за дури и за пошироко да ја прошират мисијата, затоа што нели целта не е само на овој сајм тие 15 на 20 компании кои што беа да излезат во пресрет на овие деца, него целта е сето тоа да се прошири масовно. Значи, секоја компанија да превземе чекор, да ја отвори вратата на својата компанија за оваа целна група, за овие младинци, но со тоа да дава пример и на сите останати. Значи, и самата ваша покана за гостување во оваа емисија е подигање на јавната свест. Значи, само преку на овој начин ние може да делуваме за нешто да се промени. Значи, не може секогаш да очекуваме дека младинците ќе можат сами да се борат. Значи, со нив животот доволно си поиграл на самиот почеток, ги изградил како личности кои што се упорни и амбициозни. Меѓутоа, тука треба да бидеме сите ние, значи не само државата, не само компаниите, него и сите останати граѓани. Да ги поттикнеме, да ги охрабриме, да им покажеме дека веруваме во нивните квалитети, затоа што навистина ги имаат многу повеќе отколку некој кој што има дипломи, значи добиено врз основа на познаници, на пријатели, на родители, значи кои што го имаат завршено образованието, овие овде деца и младинци го имаат тој поттик и порив во себе да се борат. Значи, ако им се даде шанса, они ќе направат се за да останат на таа позиција, многу повеќе од колку било кој друг. И јас лично го имав искуството со нив, значи јас ги водев работилниците кои што беа по домовите и можев да видам и таа нивна желба за да научат нешто повеќе. Значи, имаше моменти каде што викам, гледам дека сте уморни, ајде да направиме некоја пауза. Не, ајде да слушнеме уште за ова. Значи, дајте да чуеме, викам, добро, ајде ќе го скратиме материјалот, да не ви е премногу, сепак е лето, жешко е. Не, ајде кажете ни уште што беше за мотивационо писмо, па да направиме неуморни и упорни. Така. Тоа е тоа што животот ни ги научил. А сега е на нас да им пружиме рака и да им дадеме шанса да продолжат цврсто да чекорат во својот живот. Вие сте во постојан контакт со нив. Како вие го чувствувате тоа или кој е вашиот впечаток за нивните доживувања, односно нивното размислување кога стана збор за ваквото организирање на сајм на кариера и за тоа дека сепак има некој кој што мисли на нив и дека нивното вработување и понатамошното одржување во живот е секако обезбедено. Значи, овие деца се научени сами да го трасираат својот пат. Меѓутоа, во секој од нив може да видиме колку се исполнети и среќни, доколку и некој друг им подпомогне во тоа. Како што детската амбасада Мегеше тоа го прави со години нанасак. Значи, ние не сме само во овој момент насочени на оваа целна група, значи им претходеле активности многу претходно на ова. Така да, мислам дека децата правилно, младинците искористија оваа шанса и се спремни за повеќе.
Значи, ние правевме еволуциони листови каде што имаше запишано добро, сега научивме како да бараме работа, но откако ќе ја најдеме, што све плюс треба да направиме за да ја задржиме. Значи, тоа е навистина нешто што е значајно не само за нив или за нас, затоа што го знаеме денешниот начин на живот и навистина е тешко да се најде работа, а исто така е тешко и да се задржи. Значи, тука може да ја видиме нивната желба и амбиција како размислуваат за понатака. Значи, иако се толку млади, знаат дека не е лесно и се желни за повеќе и повеќе. Дали почесто доаѓаат во контакт со Еве Ердоган и оние кои што се негова генерација, за да може да едноставно земат пример дека сепак по нивното вработување тие можат понатаму да бидат успешни во својата професија? Кој ќе одговори? Да, они се успешни. Они со тоа што барат... Дали имате прилика да ги посоветувате на некој начин? Па не, нас не ни треба советување. Ние сме доволно од самиот таков животот што не научи, не ни треба совет. Ние си го знаеме дека треба да борбеноста е во нив. Да најдеме работа, на пример, и си ја држиш работата затоа што ти е потребна. Нема кој да ти помогне, на пример. Немаш ни мајка, ни татко, ни некој позадина да ти каже треба вака да направиш, така треба. Значи животот самиот учи. Така, јас верувам дека тоа е како пример за оние кои што понатаму ќе најдат свое соодветно работно место и ќе можат да се покажат во вистинска светла. Што во моментов прави првата детска амбасада во Светот Мигеши покрај ово организирање на сајмот на кариера, оно што е дел од вашите останати активности кои што ги имате во текот на целата година? Така, да. Детската амбасада паралелно на повеќе активности действува, значи веќе 19 години функционира или СОС телефонот за деца и млади, значи кој што е секогаш тука отворен за децата, младите и сите оние блиски на нив кои што имаат некаква потреба да се обратат и да побараат совет, да поразговараат со некого, па и лично, каде што врз основа на прекршување на правата на децата ние потоа се обраќаме со писмени представки до надлежните институции за некое прекршување на правото на детето. Освен СОС телефонот е исто така дневниот центар за деца кои што не се вклучени во образовниот процес, значи функционира во детската амбасада Мигеши, каде што децата доаѓаат, им се обезбедени основни хигиенски услови, значи може да се избањаат тука, да ги научат основните хигиенски навики, има жена која што се грижи за да има топол оброк и секако волонтерите се тука секогаш да им излезат во пресред, да им подпомогнат полесно да се вклучат понатаму во образовниот процес. Исто така имаме активности на мировно образование, значи по училиштето и се останато што е поврзано со децата, значи секогаш сме тука. Најглавната и најзначајната цел е подигање на јавната свест за потребите на децата, за прекршување на правата на децата. Се што ќе излезе во пресред, ние секогаш сме тука да застанеме позади нив. Во текот на годината имате голем број активности кои ние во Портик постојано ги промовираме како такви, информираме за истите, а и проектите верувам продолжуваат понатаму со иста цел. А целта се знае. Со голема желба и да се помогне на децата и да им се излезе во пресред сите активисти, не само во детската амбасада, благодарение секако на волонтерите кои што се тука и несебично се даваат за главното мото на детската амбасада Мигеши. Јас ви благодарам што само уште нешто ако може да кажам. Повели словото. Значи ние како деца со категорија, како без родители, ние ги разбираме проблемите кои што ги имаат во државата, например со големото невработување. Сега може некој да каже, па чекај се, имат и други што не се вработени, се без категорија. Ние во сајмот имавме и беше присутен и представникот агенцијата за вработување. Така. Ние контактиравме со нив, поготоа јас лично, и они викаат да има проблеми со други, не само со децата без родители. Точно ние ги разбираме дека, ама ние сме една друга, сасвем друга категорија, затоа што сме напуштени од сите страни. Пример, другите имат и родители, мајка, татко и може да им помогнат на некој начин. А ова е за нас еден подруг начин за помагање. Потребна сама помош. Исто така, на пример, со становите. Точно ние сме благодарни и добар е чекорот што ни државата ни возможи станови. Но тие станови треба да се платат. Има давачки, на пример,
кирија, струја, вода и сасвим други потреби. А за да се овозможат средства и да се Потребна плати е на што е Потребна е, потребно, да. така. Има. Работата е неопходна. Примерно, да. И јас верувам дека сите институции, оние од кои што е потребна поддршката, ќе имаат слух за вас. Првата детска амбасада во светот Мегеши помага во тоа и верувам дека ќе биде се поголем бројот на вработување на младинците кои што имаат што да покажат. Ви благодарим уште еднаш на поканата. Ви благодарам за вашето гостување. Продолжуваме понатаму со уште еден и последен прилог за денес. Повторно од име во Кавадарци.